Здраво, мои ученици! Денеска е ден среда, 22 април. И тој ден за вас може би не значи ништо, но тој ден е на некого роден ден. А подоцна на часот по македонски ќе откриеме на кого му е роден ден на 22 април. Значи по македонски тоа ќе имаме, по математика ќе споредуваме потешко и полесно и по општество ќе почнеме една нова тема за сообраќај, а физичко ќе ве оставам да си играте една игра во домашни услови. Значи тетрадка без линии по македонски јазик ќе ви биде потребна и тетрадката по математика. Почнуваме. Овој час по македонски ќе го започнеме со еден текст кој што јас го смислив за вас и го крстив, му дадов наслов Љубопитниот Еко. Еден ден Еко отиде на прошетка. Замислен шеташе и одеднаш забележа дека се наоѓа на непознато место. Се околу него беше толку чудно. Беше мрачно, но многу возбудливо. Малку се исплаши, но на стравот заборави кога виде едно тажно лице. Еј, кој си ти? Зошто си толку тажен? Кажи ми, кој толку те растажи? Праша Еко. Јас сум планета, една од 8 деца на Сонцето. Јас сум единствената на која има живот. Се викам Земја. Но зошто си толку тажна? Зарем тоа што само кај тебе има живот не те прави посебна? Да, до неодамна бев многу среќна. Бев многу горда. Зелена, сина, шарена, а сега сум мрачна и сива. И никој не се грижи за мене. Тогаш Земја почна силно наглас да плаче. Еко уште повеќе се натажи и почна да ја теши. Те молам, не плачи, кажи ми како да ти помогнам. Не можеш сам да ми помогнеш, рече Земја. Тоа е невозможно. На мене живеат многу луѓе. Сите треба да се грижат, а не само еден. Те молам, не се разочарувај. Ке смислам нешто. Верувај во мене, решително одговори Еко. Јас ке бидам твојот херој. Само ти кажи ми како точно да ти помогнам. Луѓето почнаа да стануваат невнимателни и неодговорни. Почнаа премногу да ми искористуваат и да не ги ценат моите богатства. Ги користат и трошат без ред. Преку ден сите се возат со автомобили, авиони, автобуси, но ќе работат многу фабрики, многу сателити. Сето ова ме боли. Ова се моите пораки. До луѓето. Не фрлајте отпад насекаде. Користи канти за селектирање. Штеди ја струјата. Штеди ја водата. Реките не се место за отпад. Вози велосипед наместо автомобил. Селектирај, рециклирај. И уште многу други имам. Чекај. А што е тоа рециклирање? Рециклирање е повторно преработување од старо да се направи ново. Ова е знакот за рециклирање. И за да се нешто рециклира, прво треба да се селектира, а за тоа постојат многу различни места за фрлање на отпадот. Еве, на пример, погледни ги овие канти. Едната е за хартија, другата за стакло, третата за метал, четвртата за пластика. Некои имаат и за органска храна. Тоа е се она што ни останува од она што го јадеме. Значи, органска храна, хартија, пластика, метал, стакло.
И ако луѓето се совесни и секое ѓубре го фрлаат на своето место, ќе може да рециклираат, тоест од старо да направат ново. Аха, така значи. Ќе одам во сите училишта и ќе им ги кажам твоите пораки на сите деца. Ќе одам во сите телевизии и ќе им ги пренесам на сите возрастни твоите пораки. Ќе пишувам во сите весници, на сите портали. Знам дека ќе успеам. Мислиш дека ќе биде лесно? Загрижено праша Земја. Не знам, но вреди може би да се обидеме. Ако не се обидеме, ќе биде уште полошо. Мојата заштитна обвивка ја снемува. Животните и луѓето нема да можат да ја издржат преголемата жештина. Но сепак, најдобро е да си одам кај моите браќа и сестри планети и да им се придружам. Одам јас. Не! Тогаш Еко се разбуди, сиот збунет и вознемирен. Многу се исплаши кога помисли дека Земја ќе си отиде од нас. Размисли дека навистина нешто треба да стори. Мора да допреме до секое дете и до секој возрасен. Еко се замисли, мислеше и рече: ако се фатиме сите вака за рака, можеме да ја спасиме Земјата. Секој од нас треба на дланка да ја држи Земјата, да ја чува, таа да биде зелена, сина, шарена, а не мрачна. А што мислите вие? Дали Еко и Земја ќе успеат да се спасат? Ако се обидеме и ако тргнеме секој од себе, секако дека ќе се спасат. Еве во училиштата, например, може да се постават кутии во кои што ќе се фрла отпадната пластика и отпадната хартија. Потоа може да се прават постери, како да се штеди вода, како да се штеди енергија, како сите треба да ја чуваме и да се грижиме за планетата Земја. Ако сме сите сплотени и ако сите се заеднички грижиме, секако дека Еко и Земја ќе успеат да излезат од оваа криза. Да запомтиме, немаме резервна планета. Само една, како што кажа Земја, е планета која што има живот на неа. Само на нашата планета можат да растат растенија, да живеат животни и да живеат луѓе. Нема друга планета во која што има живот. Затоа да си ја чуваме оваа една единствена што ја имаме. Сите заеднички да се грижиме за нашата околина, затоа што еден сам не може да ја зачува. Како овој чичко сам, може ли да ја носи на грбот сам планетата? Па секако дека не може. И така, кога се разбудил Еко од спиење, од неговиот сон, сватил дека денеска е 22 април и затоа решил на тој ден да ја даде роден ден на планетата Земја. Еко станал голем екологист. Се грижал за планетата Земја. А и вие треба да станете екологисти. Еколог е човек што се грижи и ја заштитува нашата Земја. Значи 22 април е роден ден или ден на планетата Земја. И тој ден во цел свет се смета за роден ден на нашата планета. Ајде да видиме сега неколку пораки што вие ученици треба да ги научите. Еве, според секоја сликичка, што ќе откриеме? Секогаш активно учествувај во работни акции за да ја разубавуваш околината. Вие оваа година немавте среќа да учествувате во школската акција што ние секоја година во училиштето ја организираме, па да видите какво е чувството да се грижите за вашиот училишен двор и вашата околина. Значи, треба да учествуваме во работни акции за да ја прочистуваме околината. На втората слика имаме дете кое што фрла
отпад во канта. И која е пораката од ова? Не го расфрлај отпадокот насекаде, туку секогаш фрлај го во канта за отпадоци. На наредната слика имаме човек што носи шишиња, пластичните шишиња фрлај ги во специјалната канта затоа што тие можат да се рециклираат, а и не само пластичните шишиња, туку и стаклените и овие од тетрапак. Исто така и хартијата може да се рециклира, затоа се селектира, не се меша со друг отпад. Тоа значи селектирање. Да се фрла само одреден отпад, хартија на едно место, пластика на друго место, органскиот отпад на трето место, за да не се меша тоа што е фрлено, тоест отпадот. Еве уште неколку пораки. Да не ја газиме тревата, затоа што таа е преубава зелена и ни ја разубавува околината. Користи ја секогаш соодветната канта за отпадоци. Од некои отпадоци може да се направат разновидни украси и после ќе видите какви украси можат да се направат. Обичните светилки да се заменат со штедливи светилки. Дали сте слушнале за штедливи светилки? Оние што трошат помалку енергија. Ем сметките ќе бидат помали, ќе имаме заштеда на електрична енергија. И на пари, и на електрична енергија. Исто така многу важно е да знаете дека светилките и другите апарати треба да ги гасиме кога немаме потреба од нив. Исто така многу е важно да не ја оставаме водата непотребно да тече. Што значи тоа непотребно да тече? Кога ги миеме запчињата, треба да ја сопраме чешмата. Дури откако ќе ги истриеме со четкичката, тогаш да ја пуштиме пак и да ги исплакнеме запчињата. Или пак во чаша да си ставиме водичка и со таа водичка да си ги измиеме запчињата. А не да се остава водата непотребно да тече. Сади цвеќе и дрвца и негувај ги. Тие ќе ти возвратат. А како тоа цвекињата и дрвата ќе ви возвратат? Тие ја го прочистуваат воздухот и ни даваат кислород. Ќе ти ја разубават околината и ти го прочистуваат воздухот. И ги гледате овие две слики доле. Одбери која слика е подобра. Сам одлучуваш во каква средина ќе живееш. Ако не се грижиме за нашата животна средина, таа ќе изгледа вака. Но ако сме совесни и ако ја чуваме, таа ќе биде ваква, прекрасна. А вие ќе одлучите во каква средина сакате да живеете. Еве, ова се работи што требало да завршат во ѓубре. Ова е кутија од чевли, од патики, од која што сум направила телевизор. Еве, завучилницата. Исто така од кутија за чевли и од стари цедиња, од капачиња, од шише, од стари цевчиња сум направила радио. Елка новогодишна од пластични шишиња и исто така од пластични шишиња цветови. Ете, значи тоа е рециклирање од старо, што е непотребно и е за во отпад, да направиме нешто ново, некој украс. И знаеме дека може и многу други работи да се направат. Ајде сега да разгледаме што од ова е правилно, а што не е. Еве, ова девојка си ги мие зъбите и тука нешто во ред е или не е во ред? Па не е во ред. Ја оставила чешмата да тече непотребно. А треба вака. Значи чешмата да биде сопрена. А што мислите? Ова дали е правилно да го отвориме фрижидерот и да се мислиме неколку 5-10 минути што да јадеме? Дали е правилно ова? Па не е правилно. Затоа што фрижидерот ја лади храната, а ако го оставиме отворен, внатре ќе влезе топол воздух и ќе троши многу електрична енергија или струја.
Затоа ќе смислите прво што ќе јадете, ќе отворите фрижидер и ќе си земете тоа што сакате. А ова дете дали правилно постапува? Се изручало тостче и книшката на земја. Секако дека тоа не е правилно. Еве ги светилките. Ова е обична светилка, а ова е штедливка. Оваа светилка троши помалку енергија и затоа треба да се користат веќе такви светилки. Ова дали е правилно? Да, препознавте, значи дете што го чисти отпадот и секако дека тоа е правилно. А ова што мислите, што е? Аха, значи собирање на дождовната вода која што може да се искористи потоа за други работи, како што е, например, наводнување на цвеќињата, наводнување на бавчата, перење на автомобилот, перење на дворот и така натаму. Ова дали е правилно? Да, значи, отпадот се фрла во канта за отпадоци. И еве, ова е тоа што го кажавме, значи, од собраната дождовна вода. Оваа тетка си ја пере колата во кофа, значи не да се пуште шлафот да тече неконтролирано, туку да се искористи дождовната вода. И сега веќе знам дека знаете што е правилно, а што не. И сега е ред на тебе да ја нацрташ планетата Земја и да ја го честиташ роденденот. Во честитката да ја ветиш дека ќе се грижиш во иднина за неа. Значи, само така можеме да ја спасиме планетата Земја и да ја го насмееме низиното лице. Ја видовте каква беше на почетокот тажна? Сега сакаме да ја видиме планетата Земја насмејана. И, значи, во твојата тетрадка без линии, ќе ја нацрташ планетата Земја со зелена и плава боја. Плавата боја или сината боја е водата, тоест морињата и океаните, а зелената се шумите, односно дека се треба сите континенти да бидат зелени. И така планетата ќе ја направиме среќна. Сега, часот по македонски го завршивме и ќе почнеме со часот по математика. Тука можеш да направиш пауза, прво да ја завршиш задачата по македонски, па да продолжиш со математика и да откриеш што денеска ќе учиме. Овде на сликата имаме една клацкалка на која што има крава и јагненце, и кравата е долу, а јагненцето е горе. Зошто мислите дека кравата е долу, а јагненцето горе? Така, затоа што кравата е потешка од јагненцето. А сега зошто коњот е доле? Затоа што е потежок. Така е. Еве, прасенцето и кокошката, долу е прасенцето затоа што е потешко. Значи, денеска учиме за потешко и полесно. Што забележуваме од овие слики? Дека потешките животни се долу на клацкалката, а полесните се горе. И подоцна ќе ви стане јасно зошто е ова вака. Еве, сега имаме уште неколку слики кои што треба да ги споредиме. Значи, овде одредуваме која е потешко. Јаготката или лубеницата. Столот или двоседот. Овошјето или балоните. Креветот или пердуот. А овде пак одредуваме што е полесно. Зајкото или слончето. Ова е нилско конче или жаба. Имаме гуска и пиленце, и верверичка, и бик. И сега вие ќе одредите сами и ќе направите проверка. Потешко е што? Така. Во право си. Така. Значи, овие се потешки.
лубеницата, двоседот, овошјето и креветот се потешки. А сега да видиме кои се полесни. Така, значи зајкото, жабата, пилето и верверичката се полесни од слонот, од нилското конче, од мисирката и од бикот. Еве уште една задача да споредуваме. Дали лепакот или кредата е потешко? Што е потешко? Така, помеѓу боичката и гумата, што е потешко? Помеѓу моливчето и ножичките, што е потешко? Ленирчето и лепакот? Гумата и моливчето? Кредата и ножичките? Значи, да одредите што е потешко, а што полесно. Сега ќе научиме да споредуваме и помеѓу три предмети, кое е најтешко, а кое е најлесно. Значи, кога споредуваме два предмети, велиме потешко и полесно. А кога споредуваме три предмети, велиме најтешко и најлесно. Еве на првата сликичка е даден автобус, автомобил и мопед. Кој е најтежок? Так, најтежок е автобусот. Чајник, бомбонче и филџан. Што е најтешко? Чајникот, така е. Имаме цвет, дрво и цвеќе во саксија. Што е најтешко? Дрвото, така е. А сега, ананас, домат и јагода. Што е најлесно? Најлесна е јаготката. Имаме куче, пчелка и крава. Што е најлесно? Така, пчелката е најлесна. Балон, ранец и ланчбокс или кутија за јадење. Што е најлесно? Балоните. Токму така. Значи, кога споредуваме две работи, велиме потешко и полесно, а кога споредуваме три или повеќе работи, велиме најтешко и најлесно. А сега, една игра за вас. Сами да одредите што е потешко. Од куче и зајче, катанец и топка, лист и јагода, лижавче и крушче. Готови сте? Дали мислите дека големината е таа што кажува дека колку е поголем предметот, толку е потежок? Значи, не мора да значи дека ако е поголем предметот, тој ќе биде и потежок. Сега ќе видите зошто. Потешко е кучето, катанецот, затоа што тој е направен од метал и е помал од топката, која што е празна, исполнета со воздух, и е направена што? Од тенка гума. Значи, не е важно колку е голем предметот, туку од кој материјал е направен и така ја одредуваме неговата тежина. Лист и јаготка, потешко е, така, и лижавче и крушка, потешка е крушата. Браво за вас! А сега одредуваме што е полесно. Пердув камен, пеперутка лале, книга гума, лубеница морков. Што е полесно? Готово? Правиме проверка. Браво за тебе! Во твојата тетрадка по математика ќе нацрташ три работи што се потешки едно од друго, ќе ги заокружиш на овој начин, и три работи што е полесно. Значи вкупно 6 сликички за споредба. Што е потешко, а што е полесно. Обиди се да смислиш други примери, твои примери, да не ги користиш овие што се веќе тука понудени, затоа што треба да ја вклучиш креативноста. И откако ќе го завршиш ова по математика, ќе направиш мала пауза и ќе почнеме со часот по општество, што е нова тема
и се вика сообраќај. Пешаци и возила. Ајде да видиме прво што е тоа сообраќај. Патувањето од едно до друго место се вика сообраќај. Значи во сообраќајот можат да учествуваат различни возила, сообраќајни средства, а можат и пешаци. Сега, значи, возилата се учесници во сообраќајот и тие можат да бидат различни, значи различни видови на возила, кои што се нарекуваат сообраќајни средства. И еве како изгледа сообраќај со возила. На втората слика овде имаме што? Имаме луѓе и тие кога учествуваат во сообраќајот ги викаме пешаци. Значи пешак е учесник во сообраќајот кој се движи без сообраќајно средство, тоест оди со своите нозе. Сакам да кажам дека учесници во сообраќајот се и велосипедистите, но тоа не се смета за пешак, туку се смета за учесник во сообраќајот со сообраќајно средство велосипед. Сега, за да има ред во одвивањето на сообраќајот, бидејќи видовте на сликите претходно, колку многу возила имаше на улицата, колку многу луѓе имаше на улицата и за да не настане хаос, за да има ред во одвивањето на сообраќајот, постојат строго пропишани правила и за пешаците и за возилата. Значи, мора и едните и другите да ги почитуваат правилата за да не настане некаков прекршок во сообраќајот или некаква неубава случка. Значи, кажавме дека и пешаците и возилата мора да ги почитуваат правилата за да имаме ред. Пешаците треба да се движат по десната страна на улицата на место кое што се вика тротоар. Значи, пешаците се движат по десната страна на улицата, а тоа е раката со која што пишуваме. И тоа место се вика тротоар. Знаете вие како изгледа тротоар. Ако нема тротоар, се движиме, значи, на крајот по крајот по работ на улицата. Додека возилата треба да се движат по десната страна на коловозот, а коловоз е едната половина на улицата. Ја гледаме улицата или патот и тоа е поделен на два дела. Оваа линија на средина го дели патот или улицата на два дела. Едната лента од овие се вика коловозна лента или коловоз и тоа е за движење на возила, сообраќајни средства, а не за движење на пешаци. Пешаците треба да ја преминуваат улицата на пешачки премин. Еве го пешачкиот премин, кој што може да го викаме и зебра, бидејќи така личи на зебра по шарите. И кога нема пешачки премин, тогаш пешакот за да ја премине улицата треба да погледне лево, десно, да го вклучи и сетилото за слух да слуша, значи, и сетилото за вид и да гледа, за да се осигура дека нема возила и тогаш брзо се преминува улицата. Значи, доколку не погледнаме лево-десно, не смееме да ја преминуваме улицата. За повеќе правила во сообраќајот ќе учиме на наредните часови. Значи, за овој час треба само да научите дека сообраќај е секое движење од едно до друго место, дека учесници во сообраќајот се пешаците и возилата и дека постојат строго одредени правила и за пешаците и за учесниците возила или сите други сообраќајни средства, за да можат, нели, за да може сообраќајот да се одвива без проблеми и да можат секој, нели, кај што тргнал да си стаса на време без да има некакви проблеми во сообраќајот. Треба да знаеме дека пешаците се движат од десната страна на тротоарот, а автомобилите по десната страна на коловозот. И кога сакаме да преминеме улицата, ние како пешаци треба да поминеме на пешачки премин,
Ако нема пешачки премин, па и ако има пешачки премин, мора да свртиме лево, десно, да гледаме, да слушаме и тогаш да ја поминеме улицата. И кога ја поминуваме улицата, не треба да се врткаме, да се шушкаме со другарчињата, да си правиме муабет, туку побрзо да ја поминеме улицата. А сега ќе се размрдате со часот по физичко игра Штркот бара боја. Се гледаме во четврток. Чао, чао!